По 2-годишен застој поради пожарот што ја зафати универзална сала за време на реконструкцијата. Градежните активности конечно ќе продолжат со цел објектот да биде завршен до крајот на 2027 година или најдоцна до почетокот на 2028. Министерот за култура Зоран Љутков информира дека сите административни и правни пречки се надминати што овозможило продолжување на постапките и започнување на новата фаза од изградбата. Како што посочи, претходно постоела нејасна поделба на надлежности меѓу институциите, што значително го забавило процесот. Според него, сега Министерството за култура преку владата настапува како инвеститор на проектот по принципот клуч на рака, за разлика од претходниот модел кој бил поделен во неколку фази. За реконструкцијата се обезбедени околу 20 милиони евра. И покрај штетите од пожарот, челичната конструкција на објектот останува непроменета откако повеќе испитувања покажале дека таа е стабилна и безбедна. Министерот нагласи дека биле спроведени дополнителни анализи за да се потврди незината издржливост. Новиот проект предвидува задржување на препознатливиот изглед на салата, но со модернизација на внатрешноста. Ќе бидат воведени нови материјали, подобрена цена и влезен простор како и современа звучна изолација, за да се намали бучавата кон околните згради. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски истакна дека обновата на универзална има големо символично значење за градот, бидејќи станува збор за култен објект кој представува важен дел од културната историја на Скопје. Реконструкцијата е дел од пошироките подготовки за Скопје, Европска претстолнина на културата 2028, при што обновената сала треба да стане централно место за одржување на бројни културни настани, концерти и фестивали. По завршувањето на проектот, објектот ќе биде предаден на град Скопје, со цел повторно да им служи на граѓаните, уметниците и културната сцена во главниот град.